Кире Лазаров. 10% талент. 20% напорна работа. И 70% вода. Пелистарка. 100% живот. Кире, колку пристапот кон надпреварот и првите неколку минути, тие 7-8 минути без постигнат гол и водството од 4:0 на Данска на самиот старт, го бележа, го окарактеризира понатамошниот тек на мечот со оглед на тоа што во голем дел бевме рамноправни против данскиот национален тим, но стартот некако не хендикепира. Колку тоа беше фактор што подоцна го загубивме мечот? Па аналитички гледано, мислам дека самата таа разлика која направи на почетокот на надпреварот тие одржува и до крајот на надпреварот. Малце е нереално што изгубивме со 8 голови разлика, примајќи гол во последна секунда. Може би некоја реална слика ќе беше да изгубиме 3-4 голови разлика. Далеко од тоа дека ние го имавме најдобриот ден, ние исто имавме повеќе, како да кажам, слаби моменти отколку добри во вчерашниот надпревар. Али без разлика, ние сакаме да признаеме или не овој пораз со европскиот шампион, поготово што се играше на домашен терен, подсвесно ни беше укалкулиран во нашите глави. Значи, ние можевме да бидеме и 30-40% подобри, пак да изгубевме со 1 или 2 голови разлика. Така да главата горе, немаме ништо изгубено. Од друга страна, ни оди во прилог резултатот што Австрија го постигна со Чешка. Значи, фактички ние со една победа од наредните два надпревари сме во вториот круг. Плюс сме во некоја предност каде што ќе може да пренесеме и 2 бода, што е еден огромен бенефит би било за понатамошниот дел од првенството. Мислам дека можеме да поправиме многу работи. Имавме доста технички грешки, имавме доста направени зицери каде што не ги реализиравме. Ландин беше на ниво на задачата, кој е еден од можеби од најдобрите 4-5 светски голмани. Меѓутоа не беше проблем до Ландин, мислам дека нашите шутеви беа полушутеви, не беа прави шутеви. Така да доколку овие неколку работи што ги напоменав ги исправиме во наредниот ден и пол, со право можеме да очекуваме една подобра игра и победа против репрезентацијата на Чешка. Веројатно не може да се споредува Данска и Чешка по начинот на игра и по квалитетот на индивидуалците. Колку ви изненади поразот на Чешка? Па, ми изненади гол разликата со која што Австрија победи Чешка, иначе очекував Австрија да ја добие Чешка. Чешка има страшни индивидуалци, меѓутоа само индивидуалци и има спори играчи кои што се базираат на индивидуалниот квалитет. Австрија е една репрезентација која што игра многу повеќе колективно и многу помодерен ракомет, така да мислам дека Чешка како репрезентација и нас дефанзивно, значи зборувајќи за нашата одбрана и нашите голмани, повеќе ни одговара како репрезентација за разлика од Австрија кој исто така имаме позитивен биланс во последните години и по-две. И имаме доволно време да се спремиме, да се одмориме од она се што ни се случуваше во последните 2 дена, иако не сакаме тоа да го спомнуваме ради некои си алиби, меѓутоа луѓе сме од крв и месо, организмот знаеме како функционира. Нека остане тука лошото и да пробаме да се припремиме добро и да го дадеме максимумот на утрешниот надпревар.